Добар ден, почитувани гледачи. Минатиот месец имавте можност, почитувани гледачи, да погледате како големиот шампион Боби Фишер играл на 13 годишна возраст. Ја видовме неговата партија, која со 13 години одигра против Доналд Берн, партија што ќе го обиколи светот. Овој месец, денес, ние ќе видиме партија од еден друг голем шампион, еден од најголемите на сите времења, Гари Каспаров, кој со 13 годишна возраст, токму на ова надпреварување, 1976 година, ќе стане најмладиот младински првак на Советскиот сојуз. Со 13 години, во конкуренција со своите врсници, но и со повозрастните 4-5 годишна возраст. Партијата која што денес ќе ја видиме на Гари Каспаров е играна против 5 години повозрастниот ерменец Самбат Елпутјан, кој со години ќе биде втори играч во Ерменија по Рафаел Вагањан. Елпутјан ќе се отвори со потегот D4, а Гари Каспаров ќе се брани со својата омилена кралско-индиска одбрана. Конј F6, C4, G6, конј C3, ловец G7, E4, D6, F3. F3 е вовед во семишовата варијанта на кралско-индиска одбрана. Значи, белиот веднаш го зацврстува пешакот на E4 и сега е подготвен да ги развива фигурите под закрила на тој центар. Каспаров на ова место не игра вообичаено мала рокада, туку игра конј C6, што изгледа како провокација. Значи, веднаш, без рокада, со конј C6 ја зема под нишан точката D4. Сега, ништо особено на белиот не му дава D5 заради конј E5. И сега F4, конјот D на G4. Значи, белиот само ќе се истрча со пешаците. Инако има место и на D7 да се врати назад, а диагоналата на ловецот ќе се засили влијанието на црнополниот ловец. L3, нормален потек, А6. Значи, во стил на Виктор Љубовиќ Корчној, Каспаров не брза со рокада. Дама D2, топ B8. Сега, доколку Елпутјан дојдеше со конјот на E2, што е нормален потек за оваа ситуација, по мала рокада можеше да настане нормална ситуација, нормална позиција, често играна варијанта, но можеби Елпутјан го секирало што би се случило ако црниот појде B5. Една од основните идеи на А6 и топ B8. Че гледате, ловецот не влијае на B5, иако не е сосема јасно по С зема на B5, А, B5, D5, конј E5, конј D4, како црниот би продолжил. Сепак, Елпутјан не сака да дозволи B5 и игра топ B1 во оваа ситуација. Мала рокада, B4. Значи, белиот топ се засолни, повторно велам, од влијанието на црнополниот ловец на G7, дојде со топот на B1 и зафати простор и со B4. Интересно, почитувани гледачи, во оваа позиција Гари Каспаров ќе се задлабочи во 25-минутно размислување. Многу необично е што потоа, до крајот на партијата, а партијата ќе видите каква е, тој ќе мисли само уште 15 минути. Значи, на ова место мисли 25 минути, а сите останати потези ќе ги одигра за само 15 минути. E5, D5, конј D4. Сега Елпутјан игра конјот Г на E2. Сега, доколку црниот попушти,
гледате нападнате еднаш, два пати, три пати, а се брани само еднаш, значи доколку попушти коње 2, ловец Е2 и понатаму мала рокада, белиот би имал јасна предност. Но Каспаров има друго на ум. С5. Многу важно е за него да го одржи коњот на Д4. Д зема на С6 и сега не коњ С6 заради тоа што ќе биде слаб пешакот на D6 и полето на D5 ќе биде во власт на белиот, туку Б зема на C6. Тоа значи жртва на пешак. Коњ зема на D4, Е зема на D4, ловец зема на D4, топ Е8. Црниот веројатно размислува веќе и на D5. Ловец Е2. Сега белиот е само еден потек до рокада. Доколку белиот стигне да рокира, тогаш се со неговата позиција ќе биде, се разбира, окей. Но С5. Важен потек за предстојната комбинација што ќе ја изведе црниот. Сега, доколку ловец F6, тогаш по дама F6 или ловец F6, црниот ловец ќе го компензира минималниот материјален кусок, тој ловец ќе застане на D4 како коска во грла и црниот ќе има повеќе од компензација за жртваниот пешак. Но белиот може да земе на C5. Б зема на C5. И сега, по 5-минутно размислување, Каспаров, значи само уште еднаш ги препроверил варијантите што претходно ги имал во вид уште кога одигра Е5, удира на Е4. Коњ Е4. Тоа е една критична ситуација. Сега не може коњ Е4 заради топ Б1. Од друга страна му виси дамата. Ф4, логично. Дама на Х4 шах. Тоа е таа критична ситуација. Че кризата во партијата настана многу брзо. И сега просто е неверојатно дека Каспаров видел се. Доколку не видел се, тогаш можеме само да се воскитуваме од неговата чудесна интуиција, прекрасна интуиција, да можел да почувствува дека тука се е во ред со неговата позиција, дека неговата концепција е исправна. Ке видиме, има разни геометриски мотиви, топот на Б1, топот на Х1 се вкрстуваат во точката Е4 и така натаму. Сега шах. Има 4 начини на кои што може да се парира шахот. Значи, што треба да види и да оцени? Кралот ако дојде на D1, кралот ако дојде на F1. Ако се покрие со ловецот на F2 или ако се покрие со пешакот на G3, како што е играно во партијата. За да разбереме длабочината на неговата концепција и коректност, да се разбира, ќе појдеме по ред, затоа што ова е најважниот момент во партијата. Ако појде на D1 влево, тоа не би било сосема добро. Би следало топ B1 шах, коњ B1, дама Е4. Дамата сега го напаѓа коњот. Од таа причина не е добро за белиот да го земе ловецот на Г7, затоа што црниот ќе земе на Б1 со шах. И по единствениот потек дама C1 ќе смени на C1, дама C1, крал C1, крал Г7. Значи дама зема на C, дама C1, дама зема на C1, крал зема на C1,
крал зема на G7, сега виси ловецот на E2. И кога ќе го повлече ловецот, D зема на C5 и црниот ќе дојде во добиена завршница со пешак повеќе. Затоа нема време белиот да зема на G7. Тоа е нашата позиција, туку тој би морал да дојде со дамата на D3. Сега дамата зема на G2, го напаѓа топот. Топ G1, единствен потек. Сега дама H2. Сега црниот сака да земе на D4, па да земе на E2. Ловецот не може да игра заради тоа што му виси топот на G1. Единствен потек би бил конј C3. Конјот да дојде на C3. Но тогаш што би се случило? Црниот би дал шех со белополниот ловец од полето F5. И по единственото дама D2 уште еден напад на белата дама од црнополниот ловец овој пат од полето H6. Сега дамата мора на B2. Ако дојде на E1, тогаш дама F4 и не се брани мат на C1. Но по дама B2 D зема на C5. Ловецот не може назад, а мора да го брани топот, мора да земе на C5, но сега ловецот доаѓа повторно на долгата диагонала на G7 и црниот, кој што во моментов има фигура помалку, фигура за два пешаци, форсирано ќе ја добие оваа партија. Сега се заканува со ловец на C3 и дама на E2. Ако се обиде топ E1, значи тогаш топот ќе дојде на D8 со шах. И по крал C1 ловецот повторно доаѓа на H6 и матира. Гледате, не може ниту на B1, ниту на C2, ниту на D1. Тоа ќе го снајдеше Елпутјан доколку дојдеше со кралот на полето D1 по шахот од H4. Тоа е нашата позиција. Но една добра можност беше доколку дојдеше на F1 со кралот. Сега по топ B1 шах, конјот носи на B1, дама E4 со напад на конјот. Белиот би можел да земе на G7 и по дама на F5 да дојде со дамата на D1. Дама F5 шах, ловец на F3, крал на G7 и сега C зема на D6. Сега гледате, белиот се заканува со дама D4 шах и C5 да ги спои пешаците, а мора белиот, црниот да мисли и на D7. Но точен потек во оваа ситуација
Веројатно единствено добар е дама е 5. И црниот би бил во добра позиција, но белиот би имал исто така добри можности да ја ремизира оваа партија. Се црниот сака топ D8 и да земе на D6, но белиот може да го искористи тоа време за крал F2 да ги спои редовите. Ке има јако поле за ловецот на D5, позицијата би била во динамична равнотежа. Значи тоа беше единствено вистинскиот пат за Елпутјан да ја ремизира оваа партија во која што белиот инаку и не грешел така или толку за да загуби форсирано особено. Значи имаше еден пат вистински, но беше многу тешко да се пронајде во оваа, би рекол, џунгла од компликации и заплети. Тоа е нашата позиција. И уште една друга добра можност за Елпутјан, не толку добра како крал F1, беше доколку се покриеше со ловецот на F2. Тогаш би следело ловец на C3. Ловец зема на H4, топ зема на B1, крал F2, ловец зема на D2. Топ B1. Гледате колку има многу да се пресметува тука. D зема на C5. Сега белиот би имал активен потек во топ B8 да го подврже противникот. Ловец C3. Сега не е добро ловец G4 заради F5 и по евентуално F5 ловец E1 шах и ловец H4. Патем белиот би се наместил и кој ќе земе на G6 на топ F8 шах, значи ловец F3, сега, например, ловец D4 шах. Крал G3, крал F1, и сега ловец E5. Со напад на топот, топа 8 и по евентуално ловец на H2, белиот би дошол со ловецот на E7 да го нападне пешакот на C7 и белиот исто така би имал добри шанси да ја ремизира оваа партија во која што има минимално послаба позиција. Но сепак најинтересно е она што се случи во партијата. Веднаш ќе се вратиме назад. Тоа е нашата позиција. По дама H4 шах, Елпутјан сметал дека ќе го надмудри својот противник на следниот начин. G3. Ја напаѓа дамата и по топ B1, не конј B1 заради дама E4 со напад на B1 и на H1, туку крал F2. И веројатно сметал дека успел да го надмудри малиот Гарик, затоа што, гледате, сега му виси дамата, му виси топот и дека црниот ќе загуби материјал. Значи, доколку отстапи, тогаш белиот ќе го носи топот на B1 и ќе остане со фигура повеќе. Но, што смислил Гарик? И тоа од онаа позиција. Или, веројатно, дека, велам повторно, таа гениална интуиција доколку ја имал, доколку сметал дека тука мора нешто да се најде. Како и да е, и едната и другата можност се за најголема почит. Топ на B2. Потек со кој што не само што ги решава сите проблеми, туку дефинитивно ја дефинира позицијата во своја полза. Гледате, значи,
на удар, одговори со контра удар. Сега на дама Б2, ловец на Д4, меѓу потек шах, значи ќе земе прво таму и ќе дојде во материјална равнотежа, два ловци против ловец и конј, но белиот крал би бил брзо под матни закани или конјот под дама F6, значи под маска од која што не би можел да се ослободи. Тука е јасно дека белиот ќе мора белиот практично да даде квалитет. Г зема на H4. Топ зема на D2. Ловец G7. Крал G7. Крал Е3, подготвува С зема на D6, но ќе видиме Каспаров нема да го дозволи тоа. Топ C2. Сега ако конјот одскочи, тогаш DC5. Крал D3. Елпутјан се уште гај надежи дека нема да ја загуби оваа партија. И навистина ако црниот топ одстапеше некаде по CD6 и белиот со двата врзани пешаци на С и на Д, силното поле D5 ќе имаше шанси добри на реми. Но Каспаров е многу техничен. Топ C3. Со топ C3 тој ќе ја преведе партијата во технички добиена завршница. Значи го враќа квалитетот. Крал C3. Д зема на C5. Сега можеме да донесеме заклучоци за оваа позиција. Ќе утврдиме дека при материјална равнотежа белиот има многу слаб пешак на Е4. Освен тоа и пешаците на Х линијата му се слаби. Директно е нападнат пешакот на Е4, ловец Д3, ловец Б7, повтор пат напаѓа, топ Е1 и сега уште еден потек кој што покажува дека на Гари Каспаров му предстои голема иднина. Топ Е5, најдобар потек. Го кочи пешакот, го фиксира практично и сега сака да појде F5 и да го освои пешакот заради врзувањето по линијата. Ако белиот, например, се одврзе на следниот начин со топ Е2 во оваа ситуација, тогаш црниот ќе може да ги обработува пешаците на кралското крило, топ Х5 и по евентуална активност Е5 со идеја Е6, прво ќе го закочи пешакот со ловец на С8. Сега е подготвен да земе на Х4, а ако топот дојде сега на Е4, тогаш ловецот ќе дојде на F5 и белиот ќе загуби еден важен пешак. Или пешакот, или Х пешакот. Значи, ако дојде со топот на F4, ловец D3 и топ E5 се добиена топовска завршница, а доколку дојде по линијата, тогаш ловец D3 и топ H4 исто така со добиена топовска завршница. Елпутјан сега ќе се обиде да направи одредена контраигра со својот А пешак. Тој се чини и најдобро прави што може во оваа ситуација. Значи, поаѓа со А4 и по F5 топ Б1 со напад на ловецот. Ловец Е4, топ Б6. Гледате, ерменецот се прави се што е во негова моќ за да дојде до контраигра, за да ја спаси оваа партија. Од црниот се тражи исклучително прецизна игра за да ја реализира предноста на својата позиција. По топ Б6, F4. Тоа е главниот адут на црниот. Топ зема на А6, F3. Трансформација на материјалната предност во позициона и обратно.
F3, сега веќе ловец D3 и F2 се заканува и тој пешак ќе излезе. Нема да може да се одбрани од тоа, затоа единствен потек е ловец на F1. Ловец F5. Со идеја се разбира топ E1 и по ловец D3 измена и F2. Топ A7 шах, крал H6, крал D2, единствен потек за да спречи топ на E1. F2. Повторно сака топ E1, единствено е ловец на E2. Сега одвлекување, ловец на G4. Знаете, ловецот мора да го пази полето F1. На ловец F1 веднаш што подоаѓа на 1, од тука ловец на D3. Повторно топ E1. Сега топ F7. Единствено, но сега ја затвара црниот F линијата со ловец на F5. И сега е јасно дека белиот ќе мора да даде фигура за силниот F пешак. A5. Ловец зема на D3. Топ зема на F2 и топ F1. Последен потек во оваа одлична партија, одиграна од 13 годишно дете, но не било кое дете, туку Гари Каспаров. Завршницата е лесно добиена за црниот, само малку ќе презентираме. По топ зема на F1, воспротивно ловец E4, ловец F1, A6, односно не A6 заради ловец C4 ловец D5, туку крал C3, црниот не оди на H4, туку ќе дојде да ги реши прво овие проблеми, крал G7 и по A6 приоѓа со кралот. Гледате, ако крал B3 да му помогне на својот пешак, тогаш ловецот ќе застане на C6 и белиот крал не ќе може да оди натаму, а црниот ќе дојде, ќе го собере тој пешак и ќе се врати назад, затоа што белиот е безпомошен било што да превземе. Верувам дека уживавте, почитувани гледачи, во денешниот коментар во кој што малиот 13 годишен Гари Каспаров за својата титула младински шампион на Советскиот сојуз во, би рекол, брилијантна партија го совлада 5 години повозрасниот шахист од Арменија Сымбат Елпутјан, кој неколку години подоцна и самиот ќе стане многу познат велемајстор во една одлична динамична партија, каде што пројави феноменални способности за оценка на позицијата, за жртви и пројави исто така и голема интуиција. Ви посакувам пријатно попладне, почитани гледачи.